Навлеговме потполно со реализација на програмата Нема седење дома, а примање плата на Советот за стратешка реформа на јавната администрација, така да од 296 работени кои ги затекна во Министерството по различити основи, веќе 112 не се вработени во Министерството на различити начини, по различити основи. Да не бидам сватен погрешно, тие 112 луѓе не се во Министерството на законски начин, затоа што Министерството се уште нема добиено никаква притужба, ниту жалба, ниту тужба во однос на одлуките кои ги донело. Така да тој аспект ни остана уште 79 такви лица кои нормално тие процеси се во тек и се надеваме дека до крајот на годината ќе можеме да ја затвориме и тоа поглавле од работата на Министерството. Воведуваме нови наставни планови и програми и ќе продолжиме и тоа да го правиме и се разбира познатите учебници за кои е срамно да се каже дека со години сме ги немале. Лани децата ги имаа на 1 септември на клупите, ќе ги имаат и оваа година. Во суштина, од првиот јавен повик одбравме и подпишавме околу точно 288 договори наменети за исклучиво за инфраструктура. Во вториот јавен повик досега имаме 887 поднесени проекти. Јас очекувам во следните 10 дена веќе постапката да ја затвориме во делот на евалуација преку ресорните министерства и веднаш после ребалансот на буџетот да можеме да ги исклучиме договорите за да влезат локалните самоуправи во нивна имплементација.